Прифаќањето на промената на уставното име за внатрешна употреба да важи со финализирањето на преговорите по сите релевантни поглавја за членување на Република Македонија во Европската Унија, како што е предвидено во членот 1, став 10, точка Б, во рок од 5 години, односно дополнителен рок со зачленувањето на Република Македонија во ЕУ во постапката по правилата предвидени со завршување на постапката предвидени за зачленување на Република Македонија во ЕУ. Фактички, со уставниот амандман, ние прифаќајќи го амандманот, најважниот амандман за промената на уставното име во Република Северна Македонија, неговата меѓународна употреба ќе важи целосно со рокот и условот за зачленување на Република Македонија во НАТО. И мислам дека тоа е неспорно. Делот на внатрешната употреба на променетото со амандман име Република Северна Македонија да важи не како што стои во спогодбата во член 1, точка 8, 9 и 10 од ратификуваната спогодба, веднаш во разумен административен рок или со отварањето на поглавјата за преговори на Република Македонија за членство во ЕУ. Тоа би било во спротивност, ова што го предлагам, со веќе ратификуваната спогодба и треба да биде предмет на преговарање со грчката страна. Него да важи не со отпочнувањето на поглавјата, него со финализирањето на поглавјата во рокот утврден од спогодбата од 5 години, условено дополнително со членство и завршување на постапката за членување на Република Македонија во Европската Унија. Со ова, мислам дека од една страна ќе вршиме имплементација на спогодбата со Република Грција, на која сме условени, да го промениме името, но од друга страна пак ќе ја ние условиме примената на таквата промена на уставното име и за надворешна, а посебно за внатрешна употреба со нашето зачленување во НАТО и во ЕУ. Предлагам, многу битно, ако ова се прифати, да тоа биде предлог на опозицијата, значи, овој уставен закон да го предложи опозицијата во однос на повикувањето на опозицијата и суштината на мандатот нас како пратеници од опозицијата и добиената доверба за мандатот, дека ние ја застапуваме волјата на граѓаните, посебно изразена на референдумот на 30 септември. Таквиот предлог од опозицијата на предлогот на законот за спроведување на овој амандман најважен за промена на уставното име треба да биде, и еве го повикувам и министерот за надворешни работи, подписник на спогодбата, го повикувам и премиерот да се прво произнесат по овој мој предлог и ако е прифатливо, тоа да биде основа за преговарања помеѓу позицијата и опозицијата на лидерско ниво, а во втора фаза и со преговарање и учество на сите представници на парламентарните и непарламентарните партии, како и обавезно со представници на албанскиот политички блок.